Почитуван председателе, почитувана Луиза, почитуван колега Филипче, почитувани представници на амбасадите во Република Македонија, почитувани представници на граѓанското општество и представници на медиумите. Мене ми е навистина мило што денеска од оваа позиција може да зборуваме за конвенција, Истанбулската конвенција, која што конечно Македонија ја ратификува, но денеска ќе посочам што е она што го правиме и ќе го направиме за нејзината имплементација. 8 март оваа година го дочекуваме во една возобновена, ослободувачка и зајакнувачка енергија, која ја предизвика глобалното движење, сега кажувам, во кое што жените гласно проговорија за насилството кое што го трпеле во текот на нивниот живот и на кое што биле изложени. Особено ме радува што жени од Република Македонија навистина се приклучија кон овој светски тренд и се охрабрија да проговорат за насилството со кое што се соочиле во нашата држава. И затоа конечно може да зборуваме за трансформација на нашето општество во кое што почнавме да зборуваме за насилството, а тоа е првиот основен чекор. Затоа сега кажувам дека храброста и пркосот на жените биле и се движечка сила за прогресот на општеството секогаш и од секогаш и насекаде. Сега кажувам дека родовата еднаквост не е само прашање на фундаментални човекови права, туку е основа за просперитет и одржив развој на нашата држава и на сите држави во светот. Но ова прашање на надминување на родовата еднаквост или борбата за родова еднаквост не е нешто што може да го направиме само со зборови. Потребни се и конкретни дела. Оваа влада со водство на премиерот Зоран Заев, лично јас како министерка и другите министри кои што се дел жени, дел мажи во оваа влада, ќе направиме се и се вложуваме да направиме пресврт на нашето општество, како што доликува на една демократска европска земја, која што после долг период на уназидување на женските права, конечно почнува да работи сеопфатно на родовите теми и нема да ги гледа, се обрзува дека нема да ги гледа преку патриархален светоглед. Во таа насока укажувам и дека ја ратификувавме Истанбулската конвенција и сме во подготовка на национален оперативен план за имплементација на истото и клучни сегменти кои што овој план ги опфаќа, скоро ќе биде објавен по усвојувањето од страна на владата, е хармонизација на постојните закони кои што се одредени во конвенцијата, воспоставување на мрежа на специјализирани сервиси што е основа за постоење на систем за заштита од насилство, а тоа е нешто кое што го работиме, на крајот ќе укажам дека постои во Скопскиот регион. Исто така е важно да имаме 25 засолништа за жртви на насилство, најмалку 5 кризни центри за жртви на силување и најмалку 3 центри за жртви на сексуално насилство. Исто така треба да се отворат и повеќе од 20 советувалишни центри за кризни интервенции. Неопходна е едукација на персоналот во центрите за социјална работа вработените, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, но исто така и на судиите и јавните обвинители, кои што мора да го препознаат и да го санкционираат согласно тежината на стореното дело. Ова се клучни промени кои што следат за прифаќање на Истанбулската конвенција и интегрирање во нашето општество, иако главната задача и обврска е на институциите, но важно е да се каже дека тоа е обврска и на целото општество и секој од нас може да поддржи по минимум една жртва која што не смее да молчи и никој од нас не смее да дозволи да има молчење пред насилството. Министерството за труд и социјална политика, преку владата на Република Македонија, воспостави во Скопскиот регион минимум пакет на стандардизирани услуги, кои што дел се финансирани од Министерството за труд, дел се финансирани од градот Скопје, дел се финансирани од меѓународните организации. Ова кажува дека само преку партнерски однос и вистинско вклучување на сите засегнати страни ние може да имаме успех. Во идниот период очекуваме поддршка од сите вас, од граѓанските организации, меѓународните организации, локалните самоуправи, за да можеме конвенцијата да ја направиме реалност во Република Македонија. Ви благодарам.